Повеќето луѓе се восхитуваат на успехот. Малкумина ја разбираат борбата зад него. Изјавата на Јаков во првата книга на Мојсеј, 32 глава, 26 стих, не беше поетска. Беше очајна. Тој се борел цела ноќ. Беше исцрпен, а ранет, а сепак непопустлив. Кога ангелот му рече "Пушти ме", Јаков одговори: "Нема да те пуштам додека не ме благословиш." Тоа е јазикот на упорноста. Благословите често се од другата страна на издржливоста. Трансформацијата обично доаѓа по напнатоста. Јаков се замина куцајки, но исто така се замина променет. Куцањето беше доказ за борбата. Неговото име Израел беше доказ за благословот. Во Евангелието според Лука, 18 глава, од 2 до 8 стих, Исус раскажува за вдовица која не престанувала да се моли кај неправеден судија. Таа немаше моќ, немаше статус, немаше влијание, само упорност. Таа продолжуваше да доаѓа ден по ден. Судијата не одговори затоа што беше праведен. Тој одговори затоа што таа не се откажуваше. Исус ја раскажа таа приказна за да го разбереме ова. Продолжете да се молите. Продолжете да барате. Продолжете да чукате. Небото не е вознемирено од вашата упорност. Тоа е трогнато од неа. Во истото Евангелие, Лука, 8 глава, од 43 до 48 стих, среќаваме жена која 12 години страдала од крварење. 12 години болка, 12 години разочарување, 12 години неодговорени прашања. Сепак таа се пробиваше низ толпата за да го допре работ на облеката на Исус. Можеше да остане дома во срам. Можеше да ја прифати својата состојба. Можеше да се предаде на очајот. Но цврстата вера, која не знаеше за откажување, ја туркаше напред. И кога го допре, моќта течеше. Упорноста ве определува за чуда. Притисокот не создава карактер, току го разоткрива. Притисокот на Јаков беше страв и конфронтација. Притисокот на вдовицата беше неправда. Притисокот на крвавата жена беше хронично страдање. Но во жештината се откри нешто моќно, непоколеблива упорност. Која е вистината за успехот? Повеќето луѓе се восхитуваат на успехот, малкумина ја разбираат борбата зад него. Тие го гледаат благословот, но не ја гледаат полноќната молитва. Тие го гледаат успехот, но не ги гледаат годините на чекање, часовите на надеж. Тие гледаат силата, но тие не го гледаат куцањето. Упорноста не е гласна, не е гламурозна. Тоа е тивка решителност што вели нема да пуштам. Вели ќе се молам повторно, ќе верувам повторно, ќе се обидам повторно, ќе стојам повторно. Дури и кога боли, дури и кога сум уморен, дури и кога не разбирам. Со што се борите во моментов? Дали сте во двумење да го ослободите вашиот стисок затоа што ноќта ви се чини предолга? Слушнете го шепотот на духот. Не пуштај се уште. Благословот можеби нема да дојде на почеток на борбата. Често доаѓа на критичната точка. Ако денес сте во тешка ситуација, не паничете. Дозволете верата да се продлабочи. Дозволете карактерот да се развие. Дозволете издржливоста да се зголеми. Кажете со Јаков: нема да те пуштам, освен ако не ме благословиш. И кога ќе дојде утрото, а ќе дојде, можеби ќе одиш куцајки, но ќе одиш со благослов. Не се откажувај. Секоја искрена молитва стигнува на небото.